Пристигна и нашата гостинка, тоа е Јелена Никодиновска-Чаповска. Поводот за незиното гостување е тоа што неодамна излезе незиниот прв роман, насловен Тишина, за кој што може да се каже дека е единственото вистинско освежување ова пеколно лето. Јелена, добро утро. Добро утро, Иска. Јелена, според моите информации, иако сте си професор по англиски и по француски, сепак, со оглед на тоа што минатиот месец излезе првата книга, веќе и официјално си писателка. Така што ќе те представам како писателката, Јелена, може така? Одлично, фала. Хајде да почнеме веднаш, иако има за тебе многу што да се зборува, сепак со оглед на тоа што станува збор за прво дело, да му посветиме доволно внимание. Што представува овој роман лично за тебе прво? Романот Тишина представува едно остварување на долгодишен сон. Значи, и како студент по книжевност, и како професор по книжевност, значи секојдневно сум и се уште другарувам со книги, значи како и класици, така и современи дела. И од секогаш сум имала желба и јас да имам едно такво остварување. Сакав да се пробам со роман како жанр. И иако целиот процес, целиот процес траеше долго, да кажам 2 години од самата идеја до комплетирање на процесот. Секако тие 2 години не значи дека јас активно пишував. Имаше моменти кога ќе дојдеше бранна инспирација, кога околностите ми дозволуваат од аспект на слободно време да се посветам на пишувањето. Но сега, пред да се порадам со мојата втора керка, си дадов себе си еден ултиматум дека морам да го завршам. Па и добро се стави ултиматум, инаку може да си речеш никогаш не е готово, има уште, така? Токму така, и мислам дека и секој од нас го има тој внатрешен порив, секогаш да го подобри она што го работи, и тоа може никогаш и да се одоговлечи до недоглед да продолжи, но јас мојот крајен рок беше крајниот термин на бременоста, и со тоа едноставно си се ставив себе си во една рутина, една секојдневна навика, каде што имав одредено период од денот кога бев исклучиво посветена само на пишувањето, на уредувањето на романот, тие што се како завршни фази. Иако ќе напоменам дека тука не завршува самиот процес, бидејќи потоа исто така многу време посветивме на уредувањето на романот со уредничката Милена Силјановска на Паблишер и лекторката која што неодамна ви беше гостинка тука, Виолета Танчева-Златева, така да они... Да, и двете се чести редовни гости, така што особено читателската публика е добро запознаена и со нив. Сакав да преминеме на... Прво да ти кажам дека има многу пофални зборови за оваа книга, честитки, тоа секако. Мислев со темата, но ајде нема уште да ја откриеме темата. Станува збор, и ќе речам специфично, може се каже така, тешка тема, но она што ме изненадува во однос на сите критики што се позитивни секако, е дека иако е тешка тематиката, сепак начинот на пишување е многу лесен. И како сега вака од прва, што се вели без никакво искуство, кога станува збор за роман пишување, ти успеало да тие две работи некако да ги испреплетеш? Сигурно свесно. Колку долго го поставува прашањето? Дали ме разбраш што се го следам, да, го следам прашањето. Значи, да, многу луѓе, откако ќе прочитаат книгата, ми велат колку е лесно напишана книгата, се чита во еден здив. Сега, со тоа дека јас не сум се посветила на одреден стил на пишување свесно, значи, верувам дека тоа секој, како писателите што велат, секој си има свој стил на изразување, свој глас. Верувам дека ова можеби е мојот глас, кој што јас свесно не сум бирала како ќе ги составувам речениците, секако тоа сум сакала да биде книжевно достојно за едно дело. Но сум се водела од моето претходно знаење, од се она што го имам читано, од моите студии, и сум си останала блиска на мојот начин на изразување. Ајде да навлеземе малку, нема многу да навлеземе, затоа што не е тоа поентата, треба само да ги заскокоткаме. Јас би започнала со зборовите на твојата рецензентка,
односно со воведниот дел незин, таа вели животот на вистина пишува романи. Па да видиме каков роман напишал животот во овој случај. Така, значи ова приказна е приказна за Севда и Бојан, главните ликови на Тишина. И тоа е всушност приказна за родители кои што се очуваат со една голема травма, односно тие го губат своето новороденче. И потоа приказната се расплетува, односно ние ги следиме. Се започнува шокантно, значи веднаш Така, започнува со главниот настан кој што како експлозија, негде те треснува, така? Да, тоа се вика во литературата in medias res, односно на среден настан. Започнува тој буквално како експлозија, се одвиваат, потоа се расплетуваат настаните, тоа е поедовната точка. И потоа едноставно ги следиме ние нивните животи, нивното секојдневие, тие како учат да се справат со болката и потоа повторно да најдат начин да се приклучат во секојдневието. Станува збор всушност за психолошки роман, така може да го категоризираме така, роман. Затоа што го имаме нели тој главен настан и после се задолбочуваме во нивната интима. Што се случува во нивниот однос? Така, значи без да откриам многу, но веќе кажам дека значи кога станува збор за една таква загуба, прво тоа е една физичка болка на телесно ниво која што нели ја искусува мајката, но потоа тоа е прераснува во една болка која што оди и на психичко и на емотивно ниво. Значи, јас ќе кажам, ова го кажав и во едно интервју претходно, дека нема еден единствен или вистински начин на кој што се соочуваме со болката и на начин на кој што ја пребродуваме болката. Секое искуство е уникатно и во овој случај Севда и Бојан се обидуваат да останат заедно, но потоа исто така односот нивен малку се оладува, тие се отуѓуваат еден од друг. Севда заминува на патување, значи тоа е исто едно архетипско патување во книжевноста, кога главниот лик во книгата решава да напушти местото каде што се случил некаков голем настан. Своевидно бегство. Да, токму така, може да се нарече бегство, но би рекла дека тоа е едно спасоносно бегство, бидејќи Севда со заминувањето во Париз на еден краток период, таа се обидува да се дистанцира од болката, но исто така таа верува дека со таа дистанца, физичка, географска дистанца, но исто и временска дистанца, ќе може подобро да ги согледа работите, да се сврти кон минатото и нели да помине на едно внатрешно, да премине на едно внатрешно испитување, преиспитување на сопствените одлуки во животот. Рецензентката вели дека ова е роман кој што никого нема да го остави рамнодушен. Ме интересира дали после ова, добро не е поинтата ова да допре само до оние кои што имале таква случка, таква траума во животот, но дали ви се обраќаат после ова жени или пак родители, не мора да се само жени, со кои што имале вакво искуство? Да, на моје голямо изненадување и благодарна сум што ете тие жени кои што имале вакво слично искуство го креваат превезот на Тишина и ме контактираат на социјалните мрежи, на Инстаграм или Фејсбук, едноставно затоа што сакаат да се споделат, да се го споделат тоа и да се го споменат изгубеното чедо. Бидејќи за секоја мајка тоа е чедо, иако може не живеело долго или предвремено згаснал неговиот живот, тие никогаш нема да го заборават и тие поминале низ искуството на мајка. Така да мислам дека едноставно луѓето бараат соговорник со кого да се ја споделат и таа болка или едноставно да се присетат на тоа, затоа што можеби во моментот кога им се случувало немале простор да се исплачат таа болка и таа тага. Што велат околу емоциите кои што се изразени во книгата? Горе-долу истото го чувствувале и тие?
Или веројатно секој човек различно. Така, они многу е интересно дека пристапуваат на приказната и прават паралели со Севда, но исто така сакаат да напоменат каде нивната приказна се разликува од она на Севда. И дали они имале можност еве да си го видат бебето, да не си го видат бебето и како едноставно продолжило животот за нив понатаму. Така да секој различно пристапува на книгата и на приказната, но мене ми е мило што ете со ова објавување на романот едноставно покренав еден диалог во општеството. И уште еден момент, сега не знам дали да сакаш да се спомене тоа јавно, но јас ќе го кажам, префрлија вината на мене, дека оно што изненадуваш кога се случуваат вакви работи, секогаш си велиме, нели, слушаме, па порано немало вакво нешто. Но ти ми кажа дека напротив многу повозрасни жени ти се јавиле. Да, има доста жени, повозрасни жени, како што кажавте. По времето кога не се зборувало воопшто на оваа тема. Така, не се зборувало. И работите, мислам дека се уште се немаат многу сменато. Мене ми е мило што оние почувствувале потреба тоа да го споделат со мене, иако можеби генерацијски ние се разликуваме, но од друга страна гледам дека работите не се смелеле многу. Значи тогаш било табу тема, но сметам дека се уште оваа тема се смета за табу во нашето општество, бидејќи малку се зборува за овој вид на загуба. Воопшто за загуба некако гледаме малку да ги потурнеме тие теми на страна. А сметам дека многу ќе не биде полесно и за оние кои што поминуваат низ едно вакво искуство, искуството да им биде уважено и да се зборува за тоа, посебно за да можат и они да најдат соговорници со кои што би ги го споделиле тоа искуство. Јас им битив на гледачите 3 книги, така што телефонските линии ги отвораме, може да се вклучите во програма, може и со Јелена да поразговарате и книгите ќе ги подигнете во продавницата во Истгейт, така? Така, во книжарницата на 3 во Истгейт. Книжарницата 3, да, добро, да, книжарницата 3. А додека го вклучиме гледачот, јас имам едно важно прашање, паметно прашање. Зошто тишина? Односно, за каква тишина станува збор? Така, ви благодарам за прашањето. Значи, тишина има различни типови на тишина, низ романот. И тоа некојаш се добро дојдени, некојаш не. Токму така. Тоа е еден лајт мотив кој што се провлекува низ романот. На почеток се сретаваме со една тишина која што е тегобна, мачна, застрашувачка, но потоа гледаме како тишината омекнува низ романот и таа всушност и станува една успокојувачка тишина, па дури би рекла дека и медитативна тишина. Ми беше предизвик да видам како еден збор може нели да добие различни конотации во различен контекст. И името на Севда не е случајно одбрано, така што значи? Така, Севда значи љубов. Љубов. Да, и секако дека не е случаен изборот. Значи, има една глава која што е посветена и на незината баба и повторно ќе се навратам на вашето прашање, бидејќи она исто така говори за тоа колку порано исто така се раѓале деца, но исто и многу умирале деца. Значи, она тука се поврзува со историјата на својата баба, по која е крстена, и која исто така во минатото загубила дете. Значи, продолжува во семејството. Имаме веќе гледач или гледачка на линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до момент сам. Ќе почекаме во тишина. Може така? Да. Поздрав до водителката и гостинката. Јелена? Прв пат се вклучувам, често вртам, ама не можам да добијам. Ако мило ми е, ве предизвика книгата, содржината? Книгата, да, порано читав многу книги, ма сега ради обврска со внучиња. Така, сега ми се бенди са книга и мене. Прва добив. Одлично, многу ми е мило. Не морам вака јавно да ве прашувам за име презиме, важно да ги оставите во режија вашите податоци. Добив? И дали сте од Скопје? Од Скопје, да. Одлично. Кога сакате, ќе појдете во книжарницата 3 во Истгейт, ќе си го кажете името и презимето и ќе си ја добиете книгата. Дали имате некое прашање до гостинката? Не, книгата према кажувањето ми се бендиса, па кој ќе ја прочитам,
Ќе се јавите втор пат. Ќе се јавам втор пат. Благодарам. Но ние други не теми. Ви благодарам многу на јавувањето, ако мило ми е вака некој прв пат кој ќе се јави, особено за книга кога ќе се јави. Веднаш имаме и друг гледач или гледачка. Добро утро. Добро утро. Добро ви утро. Стварно така ви чест што имате такви познати и ако сте млади пишатели, но многу вредни и стварно квалитетни во врска со пишувањето и во врска со темите што ги обработувате. Стварно, ова е ретко во другите телевизии да има вакви содржини. Мислам дека вие сте единствени со она темелно разгледување на секоја тема и им давате можност на сите да ги искажат своите квалитети. Тоа е она основно што стварно оваа телевизија за тоа се разликува. Ви благодариме многу. Сега се јавивте за книгата, така? Да, Го ја слушате слушав разговорот со гостинката, нели? Да, и стварно многу е важно што на лесен начин е пишувана книгата и што може секој читател да ја свати суштината и содржината, а и она поентата што е на книгата. Јас и вам многу ви благодарам на јавувањето. За жал, времето тече, затоа третиот добитник на книгата е доволно да се јави во режија и да ги остави своите податоци таму, а не мора сега да се вклучи во програма со едно ветување дека кој ќе ја прочита, тогаш ќе се јави. Јелена, летна времето, претпоставувам дека така ќе летне и книгата. Јас би заокружила со ова, рековме дека Севда не е случајно одбрана, затоа што незиното име значи љубов. Во книгава има и љубов, и болка, што значи со еден збор живот, така некако му доаѓа. Да. Значи, искра сакам и од вас да ги слушнам импресиите кога ќе го завршите читањето на романот и би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам за поканата во емисијата. Нема зошто да се заблагодаруваш, Елена, со тоа што ние очекуваме. Претпоставувам дека ќе се закрчка и нешто ново. Нема се уште да те прашам, се уште е ова тазе, но ете ексклузивно за следниот роман прво тука да ни дојдеш, Елена. Ви благодарам многу.